Марко Бислимовски поднесе оставка од функцијата председател на Регулаторната комисија за енергетика. Утринава испратил писмо до собранието, без да напише зошто решил да се повлече од позицијата што ја извршува речиси 8 години. Бислимовски беше недостапен на нашите телефонски повици, а детали за причините за оставката не споделуваат ниту од комисијата. Согласно Законот за енергетика и статутот на РКЕ, се додека не се донесе одлука за престанок на функцијата председател на РКЕ, Бислимовски ќе извршува функцијата. РКЕ ќе продолжи да функционира и да ги извршува надлежностите и обврските, кои ги има согласно Законот за енергетика, соопштија од Регулаторната комисија. Според законот, владата во рок од 60 дена од донесувањето на одлука за престанок на функцијата му доставува предлог на собранието за именување на нов председател на Регулаторната комисија за енергетика. Оставката доаѓа откако пред 2 недели финансиската полиција поднесе кривична пријава против Бислимовски. Го сомнича дека ја злоупотребил функцијата и спречил навремено да ја биде одземена лиценцата на компанија за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, Тритерол Петрол продолжила да работи уште повеќе од 1 година, да склучува договори и да остварува приходи, а според пријавата, на тој начин била стекната незаконска добивка од нешто над 200.000 евра. Бислимовски тогаш ги отфрли обвинувањата и рече дека ќе соработува со институциите, за да докаже дека немало прекршување на законот. Ова беше втор мандат на Бислимовски и требаше да заврши во јуни 2028 година. Мартин Арсов, Сител телевизија.